Еве сме повторно назад во неделниот микс, почитувани гледачи. Дебелината е еден од проблемите кои што се најактуелни и најзастапени во 21. век, во ова брзо темпо во кое живееме и е еден од најголемите здравствени предизвици на современото општество. Денеска ќе имаме можност да разговараме со дипломираната медицинска сестра и председателка на Сдруженијето Ендодија, тоа е Сдружение на ендокринолошки, диабетолошки сестри на Македонија. Станува збор за сестра Татјана Ѓорговски, која тесно соработува со пациенти кои имаат проблеми со тежината, метаболички нарушувања и долгорочни здравствени ризици. Добре ни дојдовте и благодарам што сте дел од неделниот микс. Добар ден на вас, ви благодарам на поканата. Сестра Тања, ете во најавата кажа всушност отприлика која ќе ни е темата, меѓутоа освен дебелината ќе офатиме и други навики како да бидеме поздрави генерално од ваш аспект, бидејќи ви имате долгогодишно искуство како токму сестра, па токму од вашето професионално искуство, колку е сериозен проблемот со дебелината во денешницата? Па реално проблемот со дебелината е сериозен проблем затоа што е многу присутен во последно време и не само кај нас во нашата држава, генерално и во светот. И сега ако сакаме да банализираме дебелината како проблем, би рекле дека таа е повеќе јадеме отколку што трошиме, но тоа е еден чекор прв до инсулинска резистенција која натака доведува и до појава развој на други патолошки состојби, да речеме како што е тип 2 диабетесот. Механизмот на делување, да речеме, кога ние би јаделе јаглени хидрати, тие се распоредуваат секаде во нашето тело и ако ние мируваме, јадеме јаглени хидрати и масти, јаглените хидрати стигаат и до мускулот, ама мускулот не е активен и вели мене не ми требаат шекери, сакам додат во масната клетка, сакам додат во јетрата и тие телото има механизам таму да ги препрати клетките и мускулите не примаат јаглени хидрати. За разлика од мастите, кога јадеме масна храна, таа навлегува во нашиот организам и доаѓа до нашите клетки. Што се случува? На масната клетка на нашите клетки имаме мембрана која што на незината површина има така наречени fatty acid transporters. Тие се наоѓаат на долната страна на мембраната кога не јадеме. Кога јадеме, се качуваат на горната страна на мембраната и ги вржуваат сите масни клетки и секаде ги дистрибуираат во нашето тело и ние така се дебелиме. Кога зборуваме за инсулинската резистенција како производ на ова наша неправилна исхрана, инсулинската резистенција е еден начин не реагирање на клетката на инсулинот. Имаме зголемено ниво на инсулин во крвта и тоа се прави како анализа на клиниката за ендокринологија, со тоа што се вади хормонот инсулин на гладно и гликемија по специјална формула докторите и обучена добро сестра едукатор кој рачуна хома индексот. И тој се добива во некаква бројка од 3-4, тоа би значило ако е четворка, имаме 4 пати повеќе инсулин. Така да секако тоа е еден процес сериозен, механизмите се сложени и доведува до понатаму здравствен проблем кој што се развива во некаква патолошка состојба на нашето тело. Сестра Тања, што е висцерална дебелина? Значи, мастите како се таложат во нашето тело се таложат како подкожно масно ткиво и се таложат како висцерална дебелина, тоа на она масно ткиво што се таложи на нашиот стомак и на нашите гради. Значи, висцералната дебелина ние на градите и на стомакот. Мастите што се под кожа не се толку активни, доза мастите што се таложат во стомакот и на градите се доста активни. Зашто? Што се испреплетени со нервни тенки влакна, кои што се од симпатикус, тоа е автономниот наш нервен систем, кој што ни пушта адреналин и норадреналин. Во тоа масно ткиво се лачи норадреналин и адреналин. Уствари, кога сме во стрес, имаме повеќе адреналин и нашето тело има механизам да рече, јас сум во стрес, јас тука ќе ги насочам маста што ја јадам преку уста. Значи се кондиционираат масните клетки, се пренесуваат во стомакот. И ние се дебелиме во стомак и во гради. Најчесто кога сме во стрес. И може би висцерална дебелина е проблем, таму се таложат и хормони како што е кортизол и таа представува во иднина би не представила здравствен проблем код развој на одредени патолошки состојби. Така наједноставно објаснето да може популацијата многу убаво ни објасните.
Сестра Тања, каква е врската помеѓу хормоните, ендокриниот систем и зголемувањето на телесната тежина? Да, секако хормоните имаат влијание на нашата телесна тежина, одредени патолошки состојби. Прво би рекла, да речеме, неправилната исхрана, која што не е здравствен проблем, него начин и стил на живот и на храна, но, да речеме, хипотиреозата, односно намалената функција на тироидната жлезда, го намалува и метаболизмот и нашите масти многу лесно се дистрибуираат и се задржуваат во нашето тело. Одредени други состојби, како што се хормонален дисбаланс, кај полицистични јајници, секако психичката состојба е многу битна, да речеме, она емоционална глад, кога ние сме насекирани во стрес, и тогаш јадеме и кога не требаме, и кога дури не сме гладни, немаме потреба од храна, многу е честа, што стресот доведува секако до изголемување покрај другите работи на телесната тежина, земање на антидепресиви, на антипсихотици, некакви лекови препишани по повод друга терапија. Така, вие, како што спомнав, имате големо искуство во луѓе кои што се обраќаат до вас за, да се регулира и тежината и така натаму, но кои се најчестите грешки кои што луѓето ги прават кога се трудат сами да ослабнат? Па најчесто е што не консултираат стручно лице, најголемата грешка. А секогаш се информираат на интернет, сега е модерен ChatGPT. Јас велам дека има добри информации на ChatGPT, навистина е солидно да се користи, добро е да се користи корисно, но не може да ги истолкуваат информациите онака како што би ги истолкувало медицинско лице, па да му го даде практично советот кој што треба да го примени во домашни услови, и најчесто се ставаат на ригорозни диети, односно да речам во некоја рака глад, и тоа е ефективно, да, за некое кратко време, но вие не можете цел живот да гладувате и да не можете да функционирате. Што шекерите и мастите ни требаат како бензин во организмот да можеме да ја спроведеме, значи активностите дневни, ментални, физички, нас ни требаат јаглени хидрати, и тука се прават грешки, се читаат диети од интернет, United Nation има диета, не знам, Atkins диета, секакви ги применуваат, но тие се секако со краткорочен ефект. Поентата е да знаат како да го сменат стилот на живот, односно стилот на исхрана, да можат и да ослабат и да можат да функционираат, да биде на долгорочни патеки. Очигледно многу се значени редовните оброци и времето кога се конзумира храната. Да, секако. Ние кога стануваме наутро, треба од самото утро да почнеме да се храниме, зашто од нас ни треба енергија кога сме во движење и работа. Затоа треба да имаме некакви 4 оброци, ако не сме со некоја патологија, да речеме, немаме диабет, кај што има специјална исхрана, но ако треба да ослабиме, треба да имаме 4 оброци на 4 часа, во кои 4 часа нема ништо да догрицкуваме, и како се наближува ноќта, така количината на храната и на шекерите треба да се намалува пред нашето спиење. Значи, 12 часа јадеме, 12 часа гладуваме. Секако може да се заме навечер некаков оброк кој што нема јаглени хидрати, кој што нема да ни провоцира уште повеќе глад, да ни го задоволи психолошкото чувство дека нешто сме каснале. Така, и веќе ги спомнавме јаглехидратите, мастите и протеините исто така голема улога играат. Да, нашата храна се состои од 6-7 нутритиенти, тоа се јаглени хидрати, протеини, масти, витамини, минерали и вода. И се тоа ние треба да внесуваме, и најдобро е да внесуваме преку храна. Така. Каква улога играат едукацијата и советувањето на пациентите во успешното управување со тежината? Реално едукацијата е превенција. Прво е превенција. Добро едуцирана нација значи дека може да се справи, односно да ги минимизира проблемите што може да се јават или сосема да ги елиминира. А ако веќе имаме проблем, со добра едукација, лицата може да си го спречат здравствениот проблем да се развие како патологија, или ако имаат веќе и проблем, да можат лесно да го решат и да се справуваат и да живеат нормално со тоа. Значи, едукацијата секогаш е основна на секоја терапија. Да. Било каков проблем да имаме во медицината. Така, да не правиме на своја рака, туку нели... Најважно е да не правиме на своја рака, да консултираме стручно лице. И во соработка со лицето, со стручњакот кој што ќе ја даде таа едукација, да се прилагоди, значи, животот на лицето кој што бара помош према неговите животни навики и потреби. Затоа што, речено, луѓето личат работат втора смена, трета смена, тогаш треба исто да јадат. Затоа едукацијата кога ќе ја поминат на клиниката, да речеме, за ендокринологија, кај што се третираат лица со дебелина, диабет и останатите патологии ендокринолошки, ќе поминат една обука, знаат како да го применат и да немаат здравствени
проблеми и последици што ќе му остават проблем во животот. Физичката активност исто така игра важна улога, нели, во одржувањето на тежината и здравјето генерално. Секако физичката активност секогаш треба да е склоп на животот, тоа не значи дека треба секогаш да се посетуваат теретани, таа треба да биде прилагодена према потребите на лицето и можностите што може тој да ги направи. Значи не може ние возрастен човек да го пратиме во теретана, младите можат да одат, но и тие вежби во теретана треба да бидат прилагодени онака како што треба да се применат, за да не му направат и тие вежби здравствен проблем. Затоа треба да поминат исто обука, која физичка активност треба да имат, во кое време, после кое јадење, во која количина на пешачење, ако е пешачење, да е тоа половина час, да не почнеме да пешачиме наводно, да се качуваме со сила, а не можеме, затоа што нашето срце од 0 години до 70 чука 27 милиарди пати. Замислете кога има тешка физичка активност, ако е тоа теретана, каде што имаме, поготоа ако е анаеробни вежби, кај што не користиме кислород, добиваме кислороден дефицит кој што треба да се надокнади и после вежбањето, кој што лицата после вежбање не го ни чувствуваат, ама нашето срце чука забрзано, не е тахикардија која што нас ќе не биде лошо, значи мора да го надополни кислородот што го немал за време на вежбањето. И ние имаме откуци на срце повеќе него што треба да ги имаме кога мируваме, така да го трошиме срцевиот мускул. Затоа треба да се внимава многу со физичката активност, кога се применува, како се применува, за да не го замориме срцевиот мускул. Еве да речам машки муабет да кажам, а да речем ако имате едно BMW, две BMW-ња со исти модел, а не со исто годиште, ама едното има поиното 70.000, другото има 170.000, вие ќе одберете моделот што има 70.000. Така и со нашето срце, значи ние многу побрзо ќе го остариме нашето тело ако претерано вежбаме физичка активност и не соодветно прилагодена. Многу корисен совет. Ете, до сите млади, бидејќи некогаш знаеме и да се префорсираме во одредени активности, кога станува збор или физичкото здравје. Така е, значи и сега се применува во теретани, гледам ЕМС, тоа е електромускулна стимулација, се лепат мали електродички на мускулите на нозете и на стомакот и се пушта нискофреквентна струја за да може да не вежба 40 минути, да вежба 20 минути. Ама тогаш се лачи норадреналин, адреналин, каде што ќе не направи проблем со висцералната дебелина, со стомачната дебелина, и ние нема да можеме толку да ослабиме, а мислејќи дека све правиме како што треба. Затоа и со тие вежби треба предпазливо во консултација со лекар, а после тоа може да се применуваат. Така, колку малите дневни навики може да направат голема разлика кога станува збор тежината? Па да, како што рече Луи Амстронг, ова е мал чекор за мене, голем за човечанството, кога се качи нели на месечината, така и ние треба со мали чекори полека и стабилно и сигурно да напредуваме во промените што треба да ги направиме, за да може да го задржиме нашето здравје како што треба. Значи не треба никакви нагли скокови, што не може тоа телото да го поднесе и не е здраво и правилно да се ставаме на било какви ригорозни мерки, под наводници да кажам мерки, за да може да постигнеме некаква цел. Така, и најчесто имаат за жал јојо ефекти, драстични. Секогаш имаат јојо ефект, секогаш. Оние значи по правило имаат јојо ефект. Дали алкохолот, цигарите влијаат врз дебелината, односно покачувањето на килограмите? Вака, цигарите не влијаат на покачувањето на килограмите. Сега луѓето викаат ги остив цигарите, па повеќе јадам бомбони, грицкам, така од тој аспект да речеме може да се покачи известната тежина, но самите цигари се штетни по себе, што имаат никотин, имаат катран, имаат други таму носачи кои што се стабилизатори за да може цигарата нели да има таков вкус како што има и секако пушењето е штетно. А алкохолот во мала количина ако се земе, дури можам да кажам дека е здрав, но во големи количини има премногу калории, тие калории се празни калории, тие калории може да не гојат. Затоа ништо не треба да се претерува. Така. Поготово чистите алкохоли, виното, да речеме французите го сметаат и како храна, нели, една чаша црвено вино или бело вино, но жестоките алкохоли поготово имаат празни калории. 100 мл, една чаша уствари жесток алкохол има 7 празни калории. Што е премногу и ние може да ставаме телесна тежина. А какви совети, сестра Тања, им давате на пациентите по многу, например, неуспешни обиди за диета и кои што се, например, обесхрабрени од голем број диети? Па да, они секогаш
Значи, најдобриот совет дека дошле на право место, прво, дека дошле таму кај што треба да се едуцираат како што треба, кога им се објасни дека може да јадат на вистина се, но во одредено време и количина, дека ништо не им е забрането, дека треба се количините да ги намалат, и второ, кога ќе видат групата која што доаѓа, секогаш има пациенти кои што се претили после нив и се мотивира да видат дека ефектот од она што ќе се постигне после едукацијата, дека ќе биде долгорочна, они добиваат волја дека треба да продолжат на право место со едукација и со примена на советите што ги даваме. Вие сте позната по вашата стручност, но исто така сте познати и како одличен едукатор. Имено спомнавме дека сте председател и на Ендодија, Сдруженијето на дијабетолошки и ендокринолошки сестри на Македонија. Колку е значена тимската работа помеѓу лекарите, медицинските сестри и нутриционистите во лекувањето на дебелината? Секогаш е важна тимската работа, што ние сме тоа е една механизам, машинерија, како да кажам, која што е со ланци врзана и не може никој сам без никого. Значи, пациентот доаѓа кај докторот, му се поставува диагноза, може би и терапија, нели, зависи ако има потреба од тоа, докторот се одлучува и го препраќа кај сестра едукатор, за да може да му ги објасни оние што работи што треба да ги примени во сопствениот живот или кај нутриционист ако треба, како да се храни, и кога еден тим ваков ќе се завземе, а се завзема секако, резултатите се неизбежни. Да, и еве, која би била вашата порака за сите оние кои што сака да направат промени во своето здравје, во своето секојдневие, но не знаат од каде да почнат? Па за оние кои што немаат проблем, треба да се едуцираат на прав начин, може да побараат совет од стручно лице, а оние кои што веќе имаат проблем, значи дебелината не е мана на карактерот, туку е здравствен проблем и треба да се јават на одредена институција или клиника, за да може да ги добијат правилните насоки и промени, и тие промени да бидат чекор по чекор, за да се постигне крајната цел. Значи, на соодветно место, на прав начин, да се применат и да стручни лица. Така. Ништо на своја рака. Апсолутно. Ви благодарам многу за разговорот, се надам дека многу корисни информации пренесовме за гледачите. Ви благодарам на поканата.